како што спомна и заместник министер, значи оваа надлежност изградба на потпорни зидови е во делот на локалната самоуправа, иначе градоначалникот и советот на општината имаат своја програма и се надевам дека во консултации со мене, со ова заедно, значи ќе успееме и вашите советници и нашите советници заедно овој проект да го истераме во 2019 година. Заедно да лобираме и вашите советници и нашите заедно да се реализира тоа што е напишано во самата програма за 2019 година. Благодарам. Благодарам. Бидејќи никој не бара збор, ја заклучувам расправата и амандманот го ставам на усвојување. Кој е за? Двајца пратеници за, кој е против? 7. Воздржани нема. Констатирам дека комисијата не го усвои поднесениот амандман. Отварам претрес по амандманот под архивски број 277, поднесен од пратениците Лилјана Затуровска и Никола Мицевски. Ја молам заменичката да се произнесе по амандманот. Амандманот не се прифаќа, имајќи во предвид дека се бара обезбедување на средства од 120 милиони денари, имајќи во предвид дека општината во соработка со Центарот за управување со кризи на годишно ниво создаваат и извршуваат заеднички активности во однос на остварување, односно процистување на реките, од разните отпадоци или песок. Се разбира дека општината во соработка со Центарот за управување со кризите може да ги оствари следните овие активности. Благодарам. Благодарам. Отварам претрес по амандманот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, амандманот го ставам на усвојување. Кој е за, ве молам да подигне рака. Двајца пратеници за, кој е против? 7 пратеници против, воздржани нема. Констатирам дека комисијата не го усвои поднесениот амандман. Отварам претрес по амандманот под архивски број 299, поднесен од пратениците Магдалена Манаскова, Димитар Стемананџија, Ане Лашковска и Благоа Деспотовски. Молам еден од подносителите да го образложи. Магдалена Манаскова, повелете. Благодарам, председателке. Со амандманот се предлага да се обезбедат средства во висина од 6 милиони и 400 илјади динари за промена на азбестни цевки во село Јакимово, општина Виница. Благодарам. Ја молам заменичката министерка да се произнесе по амандманот. Амандманот не се прифаќа, бидејќи општина Виница веќе има аплицирано за финансирање на проекти за водоснабдување и одведување на отпадни води преку ЕИБ и си го има предвидено проектот за реконструкција на дел водната мрежа во општина Виница, односно во село Блатец, за цел предвидени се над 688.000 евра. Отварам претрес по амандманот. Збор има Магдалена Манаскова. И благодарам на заменичката за одговорот, меѓутоа јас не знам дали не се разбравме убаво. Мојот амандман се однесуваше на промена на азбестните цевки во село Јакимово. Вие кажавте дека општината имала проект за Блатец, меѓутоа тоа се различни села. Така да со жалење можам да констатирам дека жителите на село Јакимово нема да бидат задоволни од вашиот одговор, затоа што ова всушност е и дел од програмата на Социјалдемократскиот сојуз, со која што настапи на парламентарните избори, дека ќе се променат азбестните цевки. Не би навлегувала во тоа колку и како се штетни тие по здравјето на граѓаните. Меѓутоа, не може да го прифатам вашиот одговор дека аплицирала општината за Блатец, а јас поднесов амандман за село Јакимово. Ви благодарам, председателке. Реплика заменичката министерка. Ние само напоменавме, како приоритет што го ставила општината, но не значи дека општината не аплицира во некои други фондови кои се во делот на буџетот за наредните, населени места. Јас колку информација ова го имам, тоа е веќе во Министерство за транспорт и врски, но може би општината се аплицира преку МСИП-от кој уште е на фаза на разгледување. Беше јавниот повик до 15 ноември на 8 милиони евра. Може би општината таму аплицира, но ние не смееме уште да го искажеме тоа јавно, бидејќи уште се во дел на селекционирање. Може би таму е ставено. Општината си има приоритет. Благодарам.
Благодарам, бидејќи никој нема пријавено за збор, ја заклучувам расправата и амандманот го ставам на усвојување. Кој е за? Тројца пратеници за, кој е против? 7 пратеници против, воздржани нема. Констатирам дека комисијата не го усвои поднесениот амандман. Отварам претрес по амандманот под архивски број 322, поднесен од пратениците Благица Ласовска и Владимир Ѓорчев. Молам еден од подносителите, молам Благица Ласовска да го образложи амандманот. Благодарам, председателке. Со овој амандман се предлага да се обезбедат средства во висина од 20 милиони денари за санација на оштетеното речно корито на река Поток и реконструкција на истото по целата негова должина која што се наоѓа во центарот на градот. Со поплавите кои што беа, ова речно корито е навистина многу оштетено и представува потенцијална опасност за жителите на мојата општина. Благодарам. Благодарам, ја молам заменичката министерка да се произнесе по амандманот. Амандманот не се прифаќа бидејќи во пролето, односно јануари 2019 година, секој ресор ќе има програми и средства кои ги имат предвидено во нивните буџети, токму во делот